Огнена Јовчевска, добре ни дојде. Навистина ми е многу драго. Ева, вака се договоривме козето да ти го дадам. Козето да ми го дадеш, ќе се го чувам како Миленица. Огнен Здравковски. Здраво живо. Имавме малку специјална најава денеска. Ова како Милениче може да си го чуваш така? А имаш некаква нега конкретно? Што чешла ни 3 пати во ден? Доста, Не бара јадење, ова е одлично. Не бара јадење, не бара шетање, не бара ништо од тоа. Меѓутоа бара одржување да се чува на суво место и цело време имам специјален крем кој што ја мачкам и парфем за да не ни мириса да не мириса на кожа, нели? Да. И ова трае, да речеме, долги години може да се Не. Како одма се нафрлив за прашање? Па не трае долго многу, затоа што еве сега јас сум тој пример кој што треба да ја сменам кожата или да направам нешто за да не ми тиши, затоа што со самото користење нели кога дуваш, ако се полека. Ќе го положам овде. Добро. Пробај, Сега тоа инструмент е, сега ја да свирам од инструментот. Кога дуваш, кога почнува самиот мев нели да се тиши, забележуваш дека самата гајда веќе пушта воздух, тогаш станува тешко свирењето и затоа треба да почесто да се менува. Само мевот. Добро. Каде официјално, ние некако нагрнавме за прашањава, а имаме уште многу, да. Така, прашањето од Тина и од нас исто така, дали никогаш си свирала освен народно нешто друго, рок, не знам, класика? Јас сакам да направам нешто кое што ќе биде поразлично, веќе имам идејата во глава. Да, гајата може да се метне да се свири во друг жанр на музика, меѓутоа малку е тешко и треба добар композитор, нели да направи еден не разбираш, нели, добар аранжман, за сето тоа да се вклопи и да звучи перфектно. Не би ризикувала да направам нешто, а да не е перфектно. Да не е супер. Ќе се најде некој, верувам после емисијава, за пушна идејата сигурно и ќе се споите со тој проект. Пожитувани, добре дојдовте. Голем поздрав, добре ни дојдовте во новата дружба. Некако веднаш кога имам интересни разговори, интересни гости, верувам и на вас ќе ви биде интересно и веднаш почнуваме со разговор. Така што 10-то издание Никој како го стартуваме оваа среда. Кате добра си, верувам. Супер. Гостиве да ги прашаме, си се опуштивте. Одлично, Да, така ли? одлично. Огнен, како е? Одличен, Енад, супер. Оно што го спомена, движиш со мотор во гужвите и затоа си на време. И затоа на време стигна. Не, во глобала не каснам, јас никогаш, ама Кате кога ми се јави кога се договоривме за емисија вчера ми да си знаеш на време тргни си зашто те придете шпиц. Да, и мене така ми кажа. Тамо Лисиче стани кажа, Во Лисиче, да, јас сум во Значи од Лисиче. Лисиче идеално време Со би било мотор патував некој пола сата, со кола Со сигурно кола и сад и сат и нешто ќе ме пол. фатиш. Да, нема ни да стигнеш. Така Така е, да, нема ова нека стигнување, биде затоа порака до сите следни гости. Така, значи на време тргнете си. Некако сме во паника, бидејќи тоа е единствениот проблем, терминот е супер за луѓето кои што си се дома, нели, попладне сите веќе вратени после работни обврски, сакаат опуштање смење, но за гостите кои што ни доаѓаат, навистина е хаотично некако да стигнат на време, така ли? Па ќе си организираме време и тоа нема. Така е, кој е организиран, кој е одговорен, ќе дојде час-два порано и така ќе се Сад време за да можам да направам припрема на гајдата. Тоа е следното прашање. Значи, Огнен, извини, малку се поише со гајдава, пошто е провоцирачка. Да, колку време е потребно, например, кога ќе те викнат никаде на настап, колку време ти е потребно за да се Па од подготвиш? 15 до 30 минути, бидејќи јас облекувам народна носија, а и воено ми треба да ја спремам нели писката која што го произведе во овој тон. Ми треба малку време за да штима, пошто не е добро да не штима писката во тоналитетот во кој што свири нели гајдата, затоа што не е убаво за уво. И треба време, значи треба пола час да се расфири писката, пошто имаме различни нели временски услови, ладно, топло, нели на топло се шири писката, на ладно се собира дрвото и тоа е малку проблем со овој инструмент. Значи дрвото е уствари главното. Писката е внатре, да, во таа гајдарката што е. Ова што го гледаме, нели, козево, што го викаме, кожата е уствари за воздухот, да може константно константно и да ти помага да не дуваш константно, бидејќи не е лесно. Да, единствена си гајдаџика овде? Од странните уметници, да. А Девојка. иначе колку има? Да, гајдаџика. Да. Инаку професор Бајса исто свири на повеќе инструменти и еден од нив е гајдата. Да. Ама ретко сте. И атракција си. На сите оние нели настани веселби кога ќе се појавиш, верувам. Да. Супер. Добро. Сега за Огнен едно, па после имам уште едно за за гајдата. За гајдата. Да. Огнен, што правиш ако не беше во Никој како? Во 17 во 5 попладне?
Па во глобала ова време дома сум одмарам. Одмараш? Што значи одмор? Некој замина, например, одмора да игра. Игрици. Не, И што јас правиш? баш одмарам. Баш Некогаш и знам да си одспиам така кога ќе имам време. Се сум малце фокусиран, сестра ми цело време почна се на работа и него носи внучето, па и со него се занимавам тоа време. Сега имате убава занимација. Да. Така И или со него трошам време или одмарам, обично после ручек ние тоа време од 3 сат до 4 така нешто ручаме и време за одмор. Подготвувате нешто сега во опера? Подготвуваме сега ние ноември месец на почини, така дека има многу представи. Не една, него Најави повеќе. нешто? Што треба да гледаме? Па сега ќе гледате Кармина Бураниде прво, Одлично. па понатака во ноември ќе видите, да не најавам. Да не најавуваме се. Нека најават прво до Што перат. значи кога си во хорот и колку врски се тоа во денот? Што правите? Па веќе ми стана рутина и секојдневни и убаво ми да ти кажам среќен сум и Веќе стана задоволен со дел работа. од Да, тоа. дел од мене е тоа, дека од мал сум многу во театар. Уште кога сум бил, не знам, 3-4 годинки, со мајка ми сум идел, сум сакал, сум гледал таму како е и не сум верувал дека ќе работам и дека ќе се занимавам со оперско пеење, но ете завршив оперско пеење. Да. Во хорот сум, па здравје Боже, сега за сега си терам кариерата, поп кариерата. А многу луѓе ме прашуваат дали ќе продолжи со опера. Тоа не знам уште што да го кажам, што да одговорам на тоа прашање, така да времето нека покаже, ќе видим, уште Само сум ќе млад. се каже, Да. така Ќе ли? се каже, Да. да. Сега за сега немам некои такви предиспозиции и желби, па за воиднина не се знае, ќе видим. Да. А рутината се губи ли со тек на време кога не се вежба, да речеме, оперско пеење? Па види, ја Ако го преминеш во вежбам со поп, па после 5 години Епа, сакам добро, да се во вратам хор во... пеење хорот е цело исто, време, да, така, оперско тоа е да го пеење, пееш. така Сега е. не си солист, пееш со Така. маса хор позади тебе. Одржуваш. Да. Така? Да. Но никогаш не сум бил таков нешто или да не пеам па да маркирам дека пеам, него секогаш едино не дај Боже кога ќе се разболиш нормално, Така. немаш глас и не можеш да пееш, а вака цело време И тоа сум. само отвараш уста. Па не ми што отворам, маркирам. седам на страна. А, да? На страна седам. Па добро, тоа е доброто во хорско пеење. Можам и ја да ви се придобам. Само ќе отварам уста. И ќе видам Абе, во хорот. статисти можеме, никако да ми успее статист да бидам, никако не викнете никога Каде да статист. бидеш статист, бре, Па, каде? па има тама статисти, Има, нека има, ти како кажа, нема, знаеш има колку е во добро. представите, има Ја на статисти. представа сакам статист да бидам, кажи им таму во опера, Ќе спомнам, ајде, со Ненад или без Ненад? Сам. Не, Ако јас не, други- не на тя сама ќе бидам, тебе со Илана. Други амбиции имам ја. Еве може да филмско платно. А, добро, може и тамо статист. Туку А, таа може и беше тамо. провокација? Пошто татко ти е тамо, па не знам се Па, како. искрено ми муабет, било. дали да или не? Ми било, да, имаше муабет, но сепак некако се одлучив за операта. И дури многу пати сум се размислувал дали сега да се префрлам од танец, дали ја не се префрлам, но Пошто и приказната за танец е никако дел од семејството. Тачно, Нели? да. Не, Да, нека, секако. така, да, не. па добро, тогаш бев и многу млад кога беше Војко ми директор, да бев малце поголем, можеби ќе сум те се натираш враќал, ќе ме да- натераш. да. Но баш бев мал тогаш, тој период и можеби ради тоа не сум се одлучил со операта. А Добро. меѓу оваа раскрсница, Елена, започна и ти пред неколку години, нели, со соло кариера, со настапи и така натаму како пејачка. И имаше ли ти двоумење дал да почнам, нели, со пеење како изведувач, Јас, дали? пошто го спомна Војко му, јас сум многу блиска со професорот, бев многу блиска и кога завршив средно музичко училиште, ме тргна, памтам како сега на страна и ми вика, ти си вика за во танец, зошто вика не продолжиш нешто јас што ти кажувам, ама како што кажа Огнен, значи бев тогаш 18 години и не размислував Така, на да. таков чекор, меѓутоа да беше сега жив, истото го имам што Да беше Огнен сега кажа. жив, вие ќе бевте во танец, ја да ви Дефинитивно. немаше да ме остави. Да, професорот Џорлев, значи имавме прекрасна комуникација, се почитувавме пред се затоа што јас и бев првенецна генерација во средното музичко училиште, се знаевме многу добро и тоа беше неговиот совет за мене. Така. Ќе продолжиме многу во муабет, но има предност гледачите, а веќе го имаме. да. Супер. Така што добар ден да Добар ден. посакаме. Кому? Добар ден, Кој ни се јавува? добар ден. Марија Скопје. Марија. Да, Господјо Марија, со кого не гледате? сама. Сами. Соло. Значи си имате добро друштво, а? Да. Това, Се трудиме да ви бидеме добро друштво. да. Бога ви да ви кажам, но да ви за емисијава. Фала ви Благодариме, господјо Марија, Да. благодариме. Да. Се додека имаме верни гледачи, ќе се трудиме да правиме, нели, емисии Така, и програма. така. Одберете кој од гостите со чија помош да ви доделиме подарок. И па е Огненче, пошто со Ајде, мајка ми Огненче. така се знам од млади години. Ајде, Ајде. Огненче. Ајде. Огнен,
топче имаш таму. Добро. Ќе најдеш било кое и само ќе ја прашаме господјата Марија. Може. жолтото? Од 1 до Од оваа 8 страна бројче или да од- каже. Од тука? Да, Само да да кажем ми број. каже од 1 до 8 бројча. Па, кој број? Број... Ајде, нека биде 5, 6, 5. 5. Ајде, многу да не размислуваме, ајде. Да, Ајде, ајде. Идеме за господјата Марија. Падна на шеска ли, убаво видов? Да, шеска. Огнен види што е таму со број 6. Сликата. 6 Остави ја, не мора, може само да Ако добро, подкренеш. само покажи ја. Да, пошто е гломазна да не ја ставаме на маса. Ова е она што го добивте, Марија. Ова е лавиња. Да. Прекрасен, Убава. прекрасен подарок за вас, така е. Да. И од утре па натаму, но значи во рок од 7 дена, нели, од 15 до 17 до 18 еве нека биде, поминете во телевизија вие или некој со ваша лична идентификација, ова важи за сите што ќе добијат подарок, да си ја подигнете оваа слика. Верувам ќе ви го краси домот, ходникот, нели, оноа место каде што ви фали. Да. Голем поздрав. Поздрав и останете со нас до крај. Ајде да се префрлиме сега, кате на одиме. првата игра. Ова беше еден игра. поведен разговор, прашавме што не интересира, така Знаете што што имаме се, така? Знаете дека има и... Добро, ќе видите. нека не ве плаши, Не, се зезам тотално само. се Така е. релаксирачки игрите и прашањата, Јас така имам едно што. прашање само. Ајде, кажи. Како Повелете. знаевте дека ваква кошула боја носам и вакви Е, ношење? гледаш, не тие ти се за знаевме, после. ама за после Ти одговара? прекрасни. За после затворени се ќе видиш зошто, за предизвикот на самиот крај. Така да ќе ти одговара, чувај си ги за тебе си. Така. Одиме 10 брзи прашања, односно кои што верувам дека ќе добиеме и интересни и убави одговори, во кои што можете да подобразложите, ќе биде интересно да се чуе, затоа што ќе предизвика да чуеме одговор кој што можеби до сега не сте го кажале на телевизија, а ве опишува вас или вашиот живот, така ли? Ајде, почнувам. Кој е најлудиот сон што некогаш сте го имале? Имала. Сон? Сон. Најлуд Како сон. паѓам од зграда и умирам. Леле. И се И разбуди. се разбудуваш, да, и како срцето забрзано, нели, дишиш. Дишиш добро. Добро е, дишат, тука се паднат на кревет. Огнен? Па, деви, јас ки извувам тоа како умирам, или јас или некој од моите од најблискиве кои умираат и тоа е еден од дедните сонови, е еден најпрекрасен сон, можам да кажам и најлуте, сонував пред брзо како рај да кажам тоа што се вика. Не знам. Чуден, многу чуден сон, не можам да го опишам. Така Што како правеше ти во зеленила, рајот? како седевме на Ја куфа и Ја рај не самбев, основував. и се разбавив, толку беше. Готово. Крческа вика, рај не Јас имам не сум сонува. сонувала. Само Дали беше рај, дали што, не знам, ама. убаво спиеш. Веќе почува да ме загрижува. После Може ли емисија, ми спие? психијатар, да си патиш ти патот. Добро, ајде, тука ќе престанеме со соништава. Има добро, е. Не уплаши. Рај, немам сонува. Ајде. Да, добро. Дали некогаш се испратила или испратил погрешна порака на погрешна личност и како се извади во тој момент, односно што после тоа? Имаме за SMS порака, тоа Милион се пати, бришат. не еднаш, него многу пати. Јас грешам многу. Многу пати. Што направите? Се случува, Па пример, ништо. сега ќе сакам на тебе да ти пратам, не на ти под тебе друг не на ти ќе пратам погрешка на него и извини, готово? извини Ама што. една извади некоја кај што ти било незгодно да се јавиш после да кажеш дека е грешка. Па имам Да речеме многу си изразил незгодни, не знам. љубов на некоја колешка или Не, не љубов. Јас, например, ако сум во нервозна, нешто, например, ако... Не гледаш кај стискаш. Не, буквално, значи, можам да утнам скроз на погрешна личност да вратам. Скроз на погрешна. Например, во именик запишан, например, или запишана без разлика, особа на една буква, например, дели, ја не гледам. Не гледам, само стискам и порака. Значи ако не стигне од тебе нешто Стигни нешто, Некоја не знам грешна на порака. Да знаеме дека е грешка. Сакајќи, да. да ти кажеме погрешка. Следно, вели, кој е твоето најголемо задоволство? Јас и Леле. Кој? За двајцата? Да. Ајде. Да. Кој прв Едно? му текне дека Да. кажувам? Па неколку нека се, ајде, кажувај, Што ти реди. е така задоволство во живот? Па седнам во кафана да седам. Одлично задоволство. Како да. Паметно. Мене исто тоа можам да извојам со друштвото да искочиме дали е кафана што каже Елена, дали било што и во последно време спорт. Спорт? Да. Што спортува?
теретана. Тоа не дека спортувам, него си правам тренинзи. Така е. За себе. Терети си прави. Тирети. Терети си прави. Сериозно. Мора, Да, не, со секако. нашиот начин на живот, знаеш, и ти Секако. си го живеел истото. Баш зборевме кај тебе кога бе во емисија, тогаш и ти го разговаравме, тој мовет малце е зафркнат и мора да се одржуваме. Секако, и секако. треба да се свестиме, ако ништо друго, пред се да се грижиме за здравието, нели? Во динамичниот начин на живот сега се повеќе, некако, ако не се погрижиме, барем да одвоиме малку време во денот за некаква активност, отидовме јавно. Готови сме. Готови сме. Време за себе, што се Да. вика. Да. Кој е најсрамниот момент од твојата младост што уште те насмевнува кога ќе се сетиш? Ај, баш ме интересира. Гарант ќе извадите нешто убаво размислено. Ауф. Нешто срамно во детство, во младост, Ништо си направил глупост. Не имам глупост направена. кое што се раскажува, да речеме, Ајде. по роднини, Па се раскажу и кога беше се смеевме со моите вас за таа глупост, ја ќе извам, ќе ја кажам, бев дете многу млад, второ, трето одделение и не знам дали ви текнува беше едно време шема да кажам да се шкрта со спреови низ на зидови. Добро. И сега дете, немам пари, немам како што, сите другари земале од дома, мене не ми дава. И моите бе искочени, негде со мајка ми, татко ми и украдов на мајка ми 100 денари од новчаник. Леле. И се она се враќа и нормално си знае, ја таков како уплашен и како ти кажам, викам украдов 100 денари, го направив тој зидот лом катастрофа, па доаѓаа после луѓе. И татко ми Доби тој- ќотек? Па не добив ќотек, не ме тепале мене, тоа ќе бидам искрен никогаш, но знаел да ми се налути многу и да не ми премове, што уште Што е уште полошо пострашно. од тепање. Така, Ќотек дури не те воспитува како што треба. Јасно. Да. Ми беа многу лути, ете таа глупост и до ден денес се смееме како сум украл 100 денари од 100 мајка денари ми од од новчаник. новчаник. Добро, Елена се сети? Јас поише работи имам направено, ма еве Раскажи последно... две. Само се смее. Последен пат глупост што имаме направено, заедно со брат ми, имавме дома купено наргиле, јас купив наргиле, пошто пушам наргиле. Мајка ми, татко ми беа излезени и сега со брат ми да направиме наргиле, да пушиме двајцата. И нели има тие жарчиња што треба да се усвитат. И Така. ние немаме тоа апаратче специјално кај што се усвитува и ги ставивме во гезве, она што е како алуминиумско гезве. Ги ставивме жарчињата, ги усвитивме, ама мене не ми текна дека го ставам гезвево на работната маса, може проблем да се направи. Ги ставивме жарчињата и како што беше усвитено гезвето на работната маса, кога пукне работната маса, од куњата и до ден денеска мајка ме обавезно викаше, тоа беше страшно викање, ама тоа е нова работна. Нова работна, да. леле. А знаеја дека пушиш наргила? Знаат, дома имавме, како не. После лет наргилето в канта. Како да ти кажам? Тоа е. Ако можеш да избришеш едно минато искуство, кое би било тоа и зошто? Да кажам? Ајде кажувам. Било каков бизнис и соработка со роднини. Не зезај. Никогаш. во Добра ти е таа порака, да ти Никогаш. кажеш. Совет, никогаш. 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 Роднини од прв, од вторет, од третрет, Од секаков ред. секаков ред. Од прв до последен. Никако. Никако. Добар ти е тој совет, да. Си се зизнала, баге? Многу. Многу? Добро. Не откриваме детали доволно. Огнен? Како викаат каменот од блиску доаѓа. не ми текнува се да извам, што знам што да ти кажам. Стварно не знам што да одговорам. Добро да, не Добро да, битно. ако Не се мора, сетиш не на мора, некој, не да, мора, да, да. за оценка. Да. Дали сте биле, гарант сте биле, него во кој лик филмски, дали во детството, дали сега, сте биле заљубени? Да речеме, ти се допаѓа. Актер. Од актерите Том Странски, Круз, знаеш. од актерките Анџелина Џоли. Јас бев од дете уште многу ја сакав и до ден денес од Ема Стоун ли се викаше глумицата од Хари Потер. Мислам дека е, да, она беше. Од Хари Потер Ема. Прекрасна и до ден денес глуми во филмови и во неја сум бил ептен заљубен како дете. Заљубен. Многу. Леле. Знаеш кога сакав ептен? Да ни пишеше писмо. Не, тоа тогаш Значи, кога те прашувале која ти да имаш на симпатија, има, има Стоун, окей. Идеме дале. Кој е најнепријатното прашање што никој никогаш ти го поставил, а сега можеш да се насмееш на тоа? на мене На обајцата. некој што ми го постил, не знам. Најнепријатно си се чувствувал на никое прашање. И сега се смееш. Не, сигурно можам да ти кажам едно прашање што ти го поставиле, а било, например, со врски дојде во опера. Ти Тоа до поставиле ден такво денес, до прашање. ден денес го има тоа не само во опера, со Гледаш, музичко. готово, тоа е тоа. И смешно го беше тогаш, е се уште посмешно. Така, да. Убаво што ти текна. Да не знаеш тоа. некој и за мене. Стварно не знам.
Ако ти текне, кажи после. Кажи, стварно не знам. Не знам. Одговори ми се вика. Ова сигурно ќе го знаете Ајде. и ќе ви текне. Кога последен пат сте направиле нешто сосема невообичаено за себе? Само за себе. Да си се изненадите, душичката да си невообичаено. Така некогаш кога ќе направам нешто добро, се викам бравос. Браво за мене. Ама сега имам поише работи направено, така да не знам. Не знам што да Една одвојам. некоја така. Да се чудиме овде. Да, ауф. Ајде да се чудиме, размисли. Огнен? Невообичаено за себе. Не знам, во последен период невообичаено за себе, порано не сум го практикувал тоа. Сега решив еднаш во месец идам да си купувам нови патики. Секој месец? Секој месец. Тоа Добро, а на старите што им правиш, бре? На старите ги фрлив. Тие што ми беа и се нови само имам и тоа ми е еднаш во месец, викам што ќе искачам по кафани, по тие работи, такви све. Нема да ти да ги искачам. вложиш во нешто, ама за месец дена не можеш ти да ги наносиш сите тие. Па знаеш што ќе имаш сега пример, не мора секој месец, еве стај ги на 2 месеци ја купуваш 6-7 пара патики, ќе ти траат години, зашто нема идеш секој ден со исти, ќе ги Да, менјаш. ама валда ова ќе треба да го завршиш последна година, затоа што следните 10 нема да ти нема требаат купувам пати. ја 5 години поред. Ова сега, ова ти е ново сигурно, ова ти е ново, После ќе бре. бидеш уште на Година, тренер, две, ќе ова па- ќе се Ова собираат му е пара, ново, маркетинг. после 3 месеци ќе заврши. Не, после тренер ќе убави кона, па мајчки, па нешто други. Да, убаво, убаво. Убаво. Па порано не сум го практикувал, ете сега необичаено тоа. Ако може би во касичка поубаво ќе ти дадат паричките, само касичка. Добро, секогаш би доште поубаво. Нели во некаков таков блок, отколку во патики, ама добро. Елен, не Ти си знаеш. Многу сакам пати. Па, ја, например, тоа што другото нели го работам во салонот за убавина, многу сум горда на себе кога правиме нешто заедно со девојките и кога постигнуваме нешто заедно, меѓутоа сепак некоја идеја била моја, иако сум малку настрана од тој бизнис, од тој така. бизнис, меѓутоа сфатив дека ако работиме сите заедно сме многу успешни и многу ми е драго ете тогаш кога ќе постигнеме нешто заедничко, веќе имаме и спонзори, тоа е многу голем напредок за нашиот салон. Е тоа е што се чувствувам горда моментално. Браво, Ете, кога супер. врви бизнисот нормално, тоа е... Така е, супер, браво. треба да се чувствуваш Само горда. напред. Еве, мислам дека одговори делум на мајде. Кој е твоето најлудо купување што никогаш не би сакал да го признаеш? Да го призна Па пред ето малку. тоа. Па ти Купил ќе- нешто, Ново ми е ај нешто тоа. друго лудо, нешто што си купил. Нешто лудо. Си отишол некаде, на пример, не знам, сте биле со опера некаде, еве сега бевте у Софија, купи нешто лудо? Не, Те почасти за нешто лудо? си купив, си седнав со колегите во кафана, во ресторан, искачав Ама не на беше толку лудо. помолови. Па не Што од беше кафани лудо. не можеме да ви извадиме. Е, па се, такви луѓе сме ние. Ама не, добро, боеви. Нешто Жена, лудо тоа. ајде, девојка. Ајде да чуеме сега. Лудо нешто што си Секој ден е купила. лудо, така што не мораш да покажуваш нешто лудо. Лудо нешто. Немам некоја таква фобија за купување нешто, да бидам Нешто фанатик на ново. нешто, Добро. да. Нешто што купувам да биде уникатно, да го нема тука во Македонија, тоа би го купила, да. Пример некои откачени магнети, такви работи. Супер. Тоа е лудичко, да. Да, Добро. ајде, Нено. Да видиме до кај сме. 27. Ако можеш да бидеш невидлива на еден ден, Добро. што би направил? Сите вака да играм. Што Кога и да сум го слушнал ова прашање некаде, си сега. Е, сега ќе видиш. Не знам, немам размислувано такво нешто. Да бидам невидлив. Еве невидлива си во моментов, што би направила овде во Па студио? не во си студио, невидлива? што? Во студио, што Или да надвор направам? ќе излезам и што ќе направиш? Некој нешто да му така, да го средиш. Не. Што е кој да не, да Па средам? морам така малку злочесто да ја поттикнам. Па би пошла на некое место каде што не знам дека има неправда, да видам како размислуваат, на кој начин размислуваат за да ја направат таа неправда. И да разоткриеш после, Да. убаво. Да. Видиш Тоа би како го е направила. одговор, браво. Браво. Се Така служи е. Исто, Огнен? исто. Добро, и Ку, последното. невидлива си. Кое е најспонтаното нешто што никогаш сте го направиле за љубов? Ајде да видам се. Ајде да ве видам сега. За љубов. За љубов, Љубов а од или љубов не панаѓур? се бега. Кај ги најдовте прашања? Најспонтаното нешто. Спонтано, Елена. Чекај, вака пополека малку. Ајде. За љубов. За љубов, Во тоа е. уво сме потворили. Ајде, водичка написа. Ти текнува. Ама се смешка и Или нека најубавото, ајде, нека не биде спонтано. Што чекај? Нека биде нешто најубаво за саканиот, саканата. Аме... Најлудо.
Па најлудо е тоа што на пример не сум ги слушала дома родителите, требало да ги слушам. Ете, Ама сега викаш требало да ги слушам. Требало, јас викам сега, требало. И гаранти викаат, кој ти кажував. Кој ти кажуваме? Пак на нашето Следниот дојде. пат не нас слушај пак. А ти имам најспонтано нешто за љубов? Бака, никој. Најлудо нешто, најспонтано. Може и лудо. Лудо, Значи или спонтано или лудо. Нешто Ајде да такво, не... нели во миг кога Да не извадиме очекува нешто другава интересно страна. од овие Што направи? љубовниве ситуации. Што направидев со едно девојче што мајка ми сестра ми ич не ја сака, ама ич не ја сака. И се мајка ти карав ке- со нив, посебно со мајка ми. Леле. И ми викаше не е за тебе ова, не, јас си терав по свој и нема А мајка ти се уплаши, вика, ој, ќе ја зима, чека ја да се пресечам заљубена. од нас, нама, не е за вкуќи. Готово ќе се жени. И? И јас си терав финат, купував поклони, некои такви работи. Добро да ти си бил заљубен. Заљубен, Тоа е нормално. чисто. И тоа не е лудо. Тоа не е Тоа лошо. си мачко, Така, така да така. треба да купуваш Па поклони. добро, не била баш детска љубов, чим си се контрирал со домашните, види, Па тоа добро, веќе колку имав сериозно. тогаш 19-20 години пак. Пак и дете си кој ќе видиш. Така е, дете. Едноставно. Пак е дете. Дитке. Но макар иако сега ни на 22 готово тргна поинаку работите са. До Така е, 23 затоа- повторно се зимаат луѓето многу рано. Барем ти ги Гледам. знаеш тие. Без своје главтера финати, видов дека после тоа што рече Елена, вика дека управо биле они. Да, и што ја викаш, мамо извини. Не реков извини, ама реков управо си. Паника ме Песна! фаќа, песна, Отишло времето. затеравме, не, пуштај песна, ајде Ајде. караокето да го правиме. Свирате, а зајди, Зајди, Елена, твој ред. зајди, ајде вака убаво, тука може ли? Микрофонот позади сега јас ќе Чекај, ќе ги чекај, подадам. микрофоните. Само дали се уклучени? Пуштај музика, Пуштај пуштај музика. матрица. Уклучени се, слободно, можете да си пеете, сега не е како на настап, нели? Ама ќе се адаптираме. Ветерaka е сега далеч нам и веќе топлина на друга дава, а мене студени со ништа ме мачат, ке ме убијат. Кога ни зората не ме скорива и уште повеќе ме прави тажена, и сега јасно е денот што ме буди, ке ме полуди. Свирете ја зајди, зајди тивко полека, мене ми е та песна, гледам судена, чашата е преполна, ме задушува, душата е уморена и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува, душата е уморена и ме напушта. Браво! Почитувани! Туку што се загреавме, така што после рекламите продолжуваме и со предизвики, со куп прашања и цртања и пеење. Останете заедно со нас, ова е Никој како на Телма. Одлично. Така е, никој како Кати и Ненад, никој како Елена Јогнен, никој како вас пред мало големите екрани каде и да сте, никој како сите овие луѓе во студио и режија. Направивме нешто во кое што уживаме сите заедно, верувам дека уживате и вие. Елена, не ја прашав на почеток, сега ќе ми дозволиш, Нено, да ја прашам пред новите игри. Дозволено. Да, значи како почна се? Прво почна кариерата во однос на музиката, па дојде гајдата или обратно одеш? Прво како пејачка? Како пејачка, да. Добро. Потоа дојде гајдата. Добро. Па тоа Кој те натера? Всушност, Па, имаше некој? идејата на Вујком. А, стварно? Да.
Што ти Сме вели? ве споиле. Како Не не знам, споиле како ја не Шајно. можам еве и до ден денеска да сватам како професор Џорлев виде во мене дека го имам тоа. Не знам. Јас стварно бев тогаш дете 18 години, а гај да почнав да свирам на 24-23 така. Добро. Така да неговата идеја ми била цело време во главата. Добро. И кога сватив дека јас стварно можам и успеав. Кој те викна прв на свадба или на некоја веселба? Прв Ти сеќаваш? настап ми беше во Канада. Опа! Да, јас за Прво нова па година. Канада. Да, Фино, фино, Еленка, викни на некогаш. 2014 година, да, 2014 година за прв пат свирев гајда на новогодишната забава во Канада. Во црквата Свети Климент Охридски. И тоа беше сензација, не знам како да, не можам да го објаснам тоа чувство. Тебе ти имаше трема? Имав да многу. Да, Добро па имаше, помина? да, имаше 700 гости имаше на настапот на концертот огромна црква, една од најголемите цркви во светот. И имав многу трема, да, имав трема. Со некого патуваш кога одиш вака по Кога бев во Канада тогаш, а и сите мои гостувања во Канада, концерти биле сама затоа што тие таму имат бендови кои што ја знаат нашата македонска музика и не се пратат. спојуваат. Да, Како гостин, Да, како да. гостин, да. Супер. Ете, ја ги исцрпив прашањата Не, околу добро, гајдата. серија прашање малку за да се вратиме назад, ако. Ајде одиме сега со оние во Таблички. нашата игра, таблички и прашања, односно рекорди за вас подготвени денеска. Рекордите па имаме прво или Како таблички? сакаш? Не, Ај таблички. Нај нека си цртаат, па после рекордите. Цртаат, прво да цртаат. Нека ги напнеме малку Значи со црната број. за тебе, ова што ти одговара на Да, Да, првото еве ти за него. одговара, Значи, намерно ја сви сме ти биравме. смислила. Значи Добро. видовме од прозор Чекај. дека доаѓаш вака со оваа боја, викам чекај, нарачавме таблички, научави све да биде да се погоди. Да. Значи пиши бриши, ама сега прво ќе нацртате. Добро. Елена ја гледаш, така? На што те асоцира кога би била предмет? И обратно. Значи да нацрташ предмет кој се дека асоцира На Огнен, на односно след, на Елена. другиот гостин. Тиве ти е лесно на Огнен, одма знам што треба да. Добро, ако ти е полесно и водителката може да. Не. Ајде, чекај. Пиши бриши. Малку да се пошегуваме. Ајде, Може. цртете да видиме колку Лук сте ни би умешни. нацртал за Ја може да водителка. повикам ако имаме гледач, сега е вистинско време да го вклучиме, пошто после ќе Вистинско. се замуабетиме и отидовме со времето. Така што имаме простор да вклучиме уште еден, додека нашите гости... Јас сум готов, ај ќе да чекам. Што со точка ли ја опиша? Не со точка, ама жена на шопот сега на срце. Ја мојам да го изпишам. Бришу да га излезе. Срамо, епа, чекај, брисам јако. Не, ако. Во убавицата и дверо. Тој свечникот со брковите. Види срамота, јас срце Ама супер гледам. си ја свати она задачата. Види ли? Браво. Ако ти го памтам ова. Ти го памтам ова. Па така ми е, па тоа е финтата. Предмет него кој што не го знатува. Браво. Знаеш дека се личите? Малце да се насмееме, без лутење. Океј, ајде сега. Гледач. Ајде да го вклучиме. Ајде. Добар ден. Добар ден, трет пат. Ало, добар ден. Добар ден, кој ни саува? Драгица од Скопје. Супер, Драгица, не сме се чуле веројатно во оваа сезона на никој Да, како до се не сме се слушнале. Супер, одлично. Со Феноменална ви е емисијата, позитивна, со позитивни луѓе. Се наиво. Ви благодарам. Нема што. Да, ќе Не се само потрудиме напред, така. само напред, со таква позитивна енергија во ова време, во ова општество таква ни треба Така емисија. е. Па тоа беше и нашата идеја, да биде нешто што ќе не забавува Браво, сите. браво, само напред. Доста политика. Само вие гледајте и ние ќе правиме. Така, да. Пред- Кого избирате само да... Елена. Елена, Ајде, со да. помош на Елена да доделиме Да подарок доделиме за вас. подарок. Да. Одма бројче, Осмица. осмица, а тоа е некој среќен број или онака на тепка? Па тој ми е денот на раѓање. Добро, убаво. Број 5 падна, претходно Тоа е питка? имавме ли петка претходно? Не, шеста Не, беше. да го А, покажам. шеста беше одлично. Одлично. Супер. За сервирање, додека си имате гости или си гледате Одлично. наша емисија,
ви Ке благодарам. можете, аметни сани, тука може соопштиња разни, сега Така нели е, да. совчиња ништо за грицки, Ви благодарам, со грицки и ќе така било натаму. пријатно. Така е. Поздрав да Само да дојдете. ве подсетиме дека секој работен ден следиме 7 дена да дојдете во Телма телевизија или некој го испратете од 15 па се до 18 часот да си ја подигнете својата награда или некој со ваша лична идентификација. Поздрав до нашите пријатели Флорис, со чија помош нели ги додавуваме овие подароци, подароци. кои што нели ја препознаа нашата идеја и ни стана пријатели уште од првата емисија. Флорис Кочани, голем поздрав и не Поздрав. е лошо периодов да ги посетите, имаат куп интересни вакви нели предмети, работи за Така е. дома, Да. за домот и така натаму. Ајде, Ајде одиме? сега со рекорди. Што кате, решивме, види, нема оф, ниту јас, ниту Кате, ниту па Немаме овде појма. некој, ако го не гугла, Така е, би знае не би да знаел. одговори. Не Така се е. работи за награди и така натаму, но едноставно сакаме да потенцираме некои рекорди, да биде интересно, нели, да се И да слушнат. научиме заедно нешто и да ги Ај. поттикнеме гледачите на никакви игри, можеби по дома, заради тоа што заборавме на се нешто вака меѓу нас, Да, не, јас правејќи дома сум играла брза географија. Ама ова е и поучно. Поучни. Види, Брза рекорди од географија, Брза тоа е. географија е Да, многу тоа е добра. поучно. Многу Е, за добра. следна емисија кога имате За брза следна географија, емисија сакам да ме поканите, еве јавно да кажам. Нема проблем, ти благодариме за идејата, ќе ја вметнеме. Значи, што мислите? Најдолгите ногти на рацете. Ајде вие со салониве да видиме. Колку се? Од 5 до 10 метри. Метри. Метри, ние имаме најмногу 7 сантими, најдолги ногти. 7 направени. сантими, што мислиш? Од 5 до 10 направивте, метри бе, 7 се сантими? овие на таа некоја што ги има. Колку метри се? Да, пиши на табличка. А ваши ги направите, не. што правеше со ноктите? 7 сантими. Ги гледала сигурно. Уживала, не знам. Сарма виткање не. Нема, не. Нема Каква сарма? Значи, меѓу 5 и 10 метри огнем пишува. А треба да пишеме? Да, Треба и ја да пишам. да. Да, да видиме Шо кој е мислиш? нашиот одговор. Значи, Меѓу 5 и најдолги 10. ногти на рацете. Меѓу 5 и 10 метри. Ајде. На тепка. Еве, На типка 8. нешто. 8 вели, шест. сврти ја табличката, 6. 8-6, па никаде сте близко и двајцата. Средината. Да, во средина 7 метри. 7 метри? Да, 7 метри ногти. Ти знаеш како би изгледало тоа. Што е тоа? Не знам што тука управи. до таму. Ајде. Материјалите? А што ли прави таа со 7 А метри? не знам ногти? што управи. Како Ја спија? прашав за оваа 7 сантими, не 7 Како метри. спие стварно со 7 метри ногти? Не, јасно. Не, добро, тоа било специјално за Гинис. Да, Веројатно. сигурно. Така? Да. И после тоа не спија више. Како живее со 7 сантими ногти? Не знам. 7 сантими? Па, Најдолго. толку вака некаде да. Ау. Како таа живее? Не знам. Што прави Овака што со живее. рацете? Не мрдаш. Не мрда. Ајде, Нино. Најбрзо одење на раце над 100 метри. Што мислите? Од 30 до 50 секунди. За колку секунди е поминато? Одење на раце. 30 до 50 секунди? Да. Да. Нешто 100 меѓу е. метри. Ајде одма бројче некоја, што ви паѓа на памет? 35 мислам, јас пошто не може толку Ај многу. 40 се. Поблиску Елена. Јас само ќе се надоврзам. Зион Кларк од Соединетите американски држави го постигнал рекордот во оваа дисциплина за... Ја 35 мислам. Држете ги точно. табличките, да ќе кажам кој е најблиско. Елена, да. 33,64 секунди, ако веќе сме прецизни. Добро е. Елена Најдолга коса на жена во светот. Од 100 сантиметри до 2 метри. Од 100 до 200 сантиметри во сантиметри, ако сакам. Од 1 метар до 2 метри. Ноктиве, тоа Да, е да, ништо, да. мислам, 2 метра. Да, можно е да има тоа, да. Ајде, колку Пиши мислиш колку Тоа е пишуваш? 2 метри можно е да има, да. Ајде. Добро. Не знам, ај јас два ќе пишам, не знам. Ќе препишеш. Ќе препишам женски работи со... Убаво ти текна да ти кажам. Милански Пател од Индија има коса долга 190 см. Не, близко Значи, сме. Сте двајцата. Најдолг период без спиење. Вие кој е вашиот рекорд за без да спиеш? Без да спиеш. 48 сати. 48 Да. Сериозно? Да. И после колку спиеше? И после 48. спиев, после спиев 18. Мене 48 не, ама 24 да. Да. Еден ден. Константно буден. Да, буден. Па, предпоставав дека имате такви Да. периоди, затоа што настапувате многу врски, посебно пред Нова година, така и така. Добро, од 5 до 12 дена рекордот е. Без Што спиење, пази мислите? од 5 до 12 дена. Најдолг период без спиење. Како бе човек? Не знам. О, 5 до 12 дена. Да. Ја, Как ќе ставам 5? може и поише да се. Не, ја 5. Држи ја табличката, за да 10 може. ќе ставам. Ти викаш 5, ти викаш 10. Да.
А јас викам, односно не ја, Гинисова книга вика 11 дена и 25 минути. И па тука си. Близко Елена. Близко си. Ренди Гарднер, 1964 година. И уште не е собран рекордот. Ај, Кој би го собрал? Што правите? слушајте. Држа ложите. Кој знае. Не, не, како може да го одржам? Најбрзо јадење на сурови јајца. Оу. Од 3 до 10 јајца. Колку мислите дека изал? Најбрзо? Да, за 30 секунди. А не се од препелица. Ајде се. 7. 10 исто Сурови може. јајце од 3 до 10 Да, за 10. а? 10 јади. Ги голта сигурно. 6. 6? 6 јајца За за 29. 29,62. Добро. 29 секунди 6 стотинки. Најголемата пица на свет. А, тоа знам, имам читена мајко. Од 500 до 1500 квадратни метри. Да? Од 500 до 1500. Квадратни метри? Много. Сега си замислуваш колку е тоа? Да. 1200. 1450. Браво, бе. Браво! Да, многу близко. Во Рим 2012 била направена 1261 квадратен метар. Така е, да. Видиш, да малци. И мислам дека е ова последното, најмногу балони надуени со нос. Не, и претходното го скока, ама ќе го направим и тоа. Кој е? Никој што Нема гајде, тере со добро. носов. Да, значи колку балони надул со нос од 100 до 220, јас би викам. Со нос. Со нос. Ја еден не можам. Не, јас не знам че ќе замислувам. Замисли. Да не правил два одеднаш. Викаш? Па, нема. Уште два во уво. Од колку? Од 100 до 220. 200, пошто тој може одеднаш правил и така 200. Можно. Добро. Не бе. Один на два, да ме парен бројов на двете носници. 150 вика. Добро. Кате ти шо викаш? Шо вика одговорот? 200, значи Андре Ортолф од Германија надувал 213 балони за еден час, Близко су. користејќи го За носот. Андре, браво, Браво, Андре, Андре. Андре. 213. што сум испуштила? Најдолг јазик на човек си го Тоа испуштила. е го испуштив ова стварно. Од 5 до ајде. 12 сантиметри, што мисли за тоа? Најдолг Значи, јазик. подолг од ноктиве што сте ги направиле вие уставо. Но 11. Ти мислиш 11, Од добро. 5 до 12? До 12, До да. 12, Виж така како е. А ја фер 10. сме, не ви дадовме многу. Да, Ти мислиш 10, ти мислиш 11, најблиску... Огнен е од најблизко. Не, најблиску, нема 11. А он има А 10. 12, а 10. 10,1. А, браво, Огнен, браво. да, Ја не, ја браво, одговоров го гледам. Да, Сакаш Елена да ја наместиш? Тоа е, со местен кам. Секоја чест. Браво. Епа, ајде сега да си пееме. Однаучивме нешто. Научивме нешто корисно Така и е. верувам интересно. Да. Дел од оние Гинисови книги кои што сметавте дека ги бидат интересни да ги споделиме во емисија. Ајде малку народно Сега да е мавнеме. време за Така ли? пење. Секогаш оди вака нешто се пивнува за Да не ми е пуштање? со грлот. Да, со грло. Добро. Обично водичка најго. Добро, може сега и Елена да те прати така? Може, зашо Да, не? може. Да. Што пееме, само кажувај. Една преубава македонска песна од мојот драг Наум Петревски. Супер. Ајде. И нашиот драг Наум со Зуица во понеделник ве чекаме овде во студио, ајде нека Така биде е. најава. Повелене. Може ми едно оро околу мајниот студио. Што ме разбуди, стара мајко, пусто срце бие уморно. Оде јадови заде спина, вчера мајко ја посвршија. Од јадови заде спина, вчера мајко ја посвршија. Две музики свират чалги, една весела, друга тагона. Прва за неа пеат свадо
жал за деспина. Знаеш дека можете да дојде брајка? Супер се согласувате. А зашо не скратија? До крај. Они мислеа како првата, Они мислеа, добро. добро. Океј, останувате со нас до крај. Имаме уште од денешното издание Никој како. Следува големиот предизвик за денеска. Со вие розови учила на Елена. Фати го звукот се вика предизвикот. Фати го Што треба да се звукот. фати и како? Ќе да знаеме за многу кратко, бидете така. Да, тоа е нашата игра предизвик, ама додека Нинат објаснува заради тоа што подготвува и некакви имиња на игрите кои што специфични се само за Како се викаше? Фати го звукот. Фати го звукот, Ета ми текна, да. А само да ве подсетиме кој утре ќе ни биде во Никој како Полина Тасева заедно со Ѓоко Танески ќе бидат и уште едно добро издание на Никој како. Овој пат ќе биде Никој како Елена Јогнан. Да, нашиот предизвик денеска, кој што треба да го изреализираме нормално и нашата последна игра за нашите гости. Што би рекло? Фати го звукот. Значи, по звук, јас ќе ви помагам вака, односно А на јас ќе помагам Елена, така? а ти ќе помагаш така, можеш добро. слободно и она треба и Огнен исто така. Значи, по звук, нека ти правам, и ти да го собереш со тоа што на очите имаш очила. И не Треба јас да гледаш. знам кој го правиш така? Не гледаш, тоа да го фатиш така. А ја можам и да ти речем малце понапред, малце поназад, но само тоа кое што ќе му го правам звукот. Добро? Да видиме дали сме апсолутни. Ова се нови правила, сеамите. Така што може малку и да се, нели, променат. Промена. Но се за доброто на играта. Дали сме подготвени, дали е се јасно? Да. Ако не е, тоа е тоа. Еве ги очи. Дали гледате нешто другари? Па поентата е да не Како ти гледате ништо, но одговара? битно ти одговара. Консулчата. Слушај, битно ви одговара, не е Битно битно е што не така. гледате ништо. Да. Тоа е Ајде. поентата. Сега Па немаме време, чекај. значи почнуваме. Земаш една чашка, значи, Земаш и ти една земи и чашка. ти дај му една чашка и Сега? почнуваме на мој знак. Аупа, на твој. Подготвени. Може и на твој Ајде, дека. ајде, На ајде. твој или на мој се? Нека На твој, почекате. на твој, на твој. Што викаш ти, мојот знак или На твој твој? или мој? Па не знам, да вклучиме гледачот знак. Ме гледаш да ми каже кој. Знак, Значи, да речем може. Ајде. Ајде, сега на страна. Сега! Тука поблиску. Браво. Тука сум, подолу. Поред. Еве сум. Тука. Фати го. Браво. Е, така. Добро. Подесно. Браво. Слушај го мојот звук, не ке кате таму Да. да ги. Браво. Тука. Кате па лупа ке ја смачка чашата. Ајде. Браво, Огнан. Добро. Одиме сега. Ајде, ако. Добро. Тука сум. Да е така. Ајде. Еве. Гледаш, Огнан? Како ти успела? Слушам. Кате, не може така. Зашто? Па затоа што или ја прави. Никако Илја не направи. Ајде, додека кадарот беше на мене, ти ги спој ги стави чашките. Сакаш ја ти да изиграме добро. Една чашка. Ајде една чашка. Ајде. Земи ги, вие ти одговараат со. Дојди, Елена, ти да ми кажеш мене. Ништо да се гледа. Добро, една чашка. Една постави тука. Една ставите, чека да видам, или ќе ми правите. Добро, Не една чашка. Ајде. Добро. 3, 4, може? Шо е се? Па што е? Чекај, Елена не ни почна. Ај, уште една. Ајде. 3, 4. Гледаш дека ја треба сега да викам, боже, не знам тоа. Ајде бе. Сега! Ха! Хајде па ти у исто време нека беше. Време, еве Огнан ќе Праши каже. Елена, исто време. Добро, па тоа е најдобрата опција. Карама. Немаше добро да заврши. Денешната емисија. Значи, Добро, Елена, да не ги чека да ме забораваме префрлиме овие, овде да ги подариме, ама немаме други за игри. Иначе стојат одлично. Подариме да Одговара. Да. за роден. За роден. Испратиме по И почта. сега гледа, имаме време? Само да видам одбројување тече, не тече, имам уште малку време, минутки? сакаше ти, аман мерак е. Мирак ми, а? Да ме пукат, ја не дека ги Знам дека е успеам. непланирано, Да, знам да, дека е, за да- знаев дека е мерак. За да ти биде малку полесно, можеш само на
Ова вака. Може. Меѓутоа ми треба тоа делчето Ајде. бидејќи Ова? Да. А, ова што е? тоа е за озвучување на Дигитална гајда? Дигитална гајда. Колега вика дигитална, ти е гајда, вика Гајда, стварно има добре, дигитални гајди? дигитална. Ајме Не вака. била дигитална. Нема да успеам, ама добро. Ајде пробај. Добро. Слободното, ама не е така. Туку? Треба цело. Боже. Сега. Ете го излезе некој тонче. Само си се намести. Она се пенцето на мислеше. А сукче ки се напие сега малце. Нема гајда, треба пати да дувар. Дувар гате. Браво. Успеа, одлично. Еве јас. Немој ова да употребуваш прво избриши. Јас козево ќе се го сема. Ќе ми се најде. Добро. Умра во режија. Екипа, одлично, одлично. Ви благодариме Дали има многу. некој жив горе? Да прекине емисијава. Ајде малку само чисто за плановите во догледно време и овде мораме да завршуваме за жал, верувам дека ви беше интересно. Благодариме на Прва поканата. емисија. Убаво беше? Да. Многу убава Одлично енергија, прва споминавме. емисија, супер. Брзо Кај ќе многу. одиш следно, ќе не земеш никаде Канада, кога ја планираме? Кога немаш термин да одиш сега, Канада? Па ќе најбрзо. оди на сабота недела. Ќе се врати у недела? Не, Недела у 6 да се вратите. Најбрз имам концерт во Австрија и во Швајцарија. И Може, Јанка. Не е проблем. Ево Не, готов не е пак да проблем. дил. Ти ја Заедно пуштам. ќе одиме да шетаме да по бутиците? Да, може. Не те прашам, ја бива за За дување? дување? Ја бива? Може да ти помага. Да подготвуваш гајдата. Абе, ќе пред правам. нас. Така се почнува аргат. Како викаш, Ти ја како што треба? надуваш Чекај, цела. не, треба да, прво треба да се Да се среди. се сака, Ти треба. најдов кој ќе ти ја негува гајдата? Треба да се сака прво, разбираш? Ама не па работава е, нели? Ако веќе одиш у Канада, зашо ќе одиш? Да, да. Абе се у Австрија прво ќе одиш отиде. Ето за тоа ти викам. Гајдулево земи си го. Научи се, навикни се Благодарам. да го одржаваш. Огнен, што следува кај тебе? Следува за многу брзо нова песна Ќе со се извитка Гајдулево. нова песна со спот. Ја работевме музиката е на Александар Тарабунов, мој драг колега и другар. Аранжманот е на Димитар Андоновски и текстот е на Зоран Зонде Стојановски. И моментално работиме на спотот. Снимавте веќе или ќе снимате? Па сега почнуваме со снимање, така да се надам дека во ноември ќе искочи. Некаде до средината на ноември. Со среќа. Фала ти. Ќе Да се прашам враќам. Димитар, кога е следната Да, недела? следната Исто недела ќе емисија дојде, па ќе планирам, ви така прашам. да ќе си Ќе ви кажувам прашам за се. се што снимате вие таму во Битола. Така е. Добро, почитувани, овдека завршуваме. Верувам дека успеавме да ве задржиме до самиот крај, дека ви беше интересно, а утре имаме нова епизода. Така е, Полина Тасева ви најавив заедно со Ѓоко Танески, ни се на гости. Никој како Ѓоко и Полина утре. Денеска беше никој како Илена Јогнен. Ви благодарам Македонија што бевте заедно со нас. Бидете и утре на Телма. Не заборавајте да не следите на социјалните мрежи, на YouTube веќе ги имате сите епизоди, а исто така и на Instagram, и на TikTok, и на Facebook, објавуваме интересни кратки рилчиња доколку нешто сте пропуштиле. И можеш- Добра забава таму, Како лајкче, тргна, subscribe и да, така. Ова е добро за Како? Порца. TikTok, Facebook, TikTok, Facebook, TikTok.